Како прво, многу сме радосни од Вино Жито, ние, од македонците од Грција, што сме тука и се запознаваме, имаме контакт со нашите браќа, чамите, албанци од Грција. Ние сме луѓе кои што ја делиме истата судбина со вас. Сме радосни што се запознаваме и се надеваме ќе можеме да соработуваме понатаму. Бидејќи нашите проблеми се и ваши проблеми и ние како партија Вино Жито, Вино Жито, како членови на Европска партија Европска слободна алијанса, сакаме и можеме да ви помогнеме на европско ниво, за да лобираме, за да ги презентираме и вашите проблеми. За скоро ќе почне еден процес во Грција, во судот против Грција за имотите на протераните македонци од Грција, каде што ќе се бара од Грција да им се вратат државјанствата и да им се вратат имотите на тие луѓе. Затоа ние сакаме да ви понудиме, бидејќи имаме веќе една добра адвокатска екипа, ако сакате и вие да се приклучите на тој процес, и заедно да се ги бараме во судот нашите права. Примете голем поздрав од македонците во Грција и исто така од вашиот пријател, нашиот сопартиец Павлос Воскопулос. Ние, како што знаете, имаме како партија напишано за вашата историја, за вашите маки и го објавивме тоа во едно грчко списание и бевме единствени што можевме и имавме храброст да напишеме за вашата проблематика. Се надевам ќе се гледаме почесто и ќе соработуваме. Никој си да он исто така и јас. И придаме кај си. Ве пречекав со големо задоволство. Не ме вртејќи името да тога проблемите и Македонија има проблеми тоа ќе тем Шипри. Иако сме одделени, меѓутоа проблемите ни се исти. Нашата партија за право и интеграција, иако е млада партија, сега веќе полни 4 години, нашата програма, главниот дел има земено на себе да го реши проблемот на Мачамој во Грција. Сите права имаше прекршоци на сите човекови права. Многу тешко не идеше дека и толку и албанската политика молчеше пред овие факти и аргументи. Лошата судбина на овој народ дојде по една голем геноцид, по еден тежок геноцид со начело генерал Зевра. Ово се случи на 24 септември 1944 во градот Парамфис. Тамо почна масакрирањето, убија невини луѓе, деца, жени трудни. Се колеа деца од 6 до 7 месеци и се печеа на ражен. Им е запалена на жена во среде градот Парамфија. Бандите на Наполеон Зебра направија овој геноцид врз овој народ. После Парамфија отидоа во Паргас, Марглич, Умениц, Билјат, се направија сите овие масакри. Најголемото лошо беше Грција како држава е членка во Европската унија, што треба да ги почитува сите човекови права. Овие луѓе што што го спроведува овој геноцид врз овој народ, како што е Наполеон Зевра, нив ги представува како народни херои. Ово е оно што го бара, овој дигнитет што го бара овој народ што живее во Албанија. 53 година му го зедоа грчкото државјанство, колективно одземување, без да го прашат, без да се почитува нивната волја. Овој народ сега бара истото што го барате и вие, да му се врати нивното државјанство и да си одат. Овој народ има бидено со грчко државјанство и националност албанска. Во 1953 година му се одзеде грчкото државјанство и му се даде албанско државјанство. Ова е прекршок по меѓународните стандарди, европски стандарди. Во ниту една држава во светот не се имало случајно да му се одземи колективно одземување на државјанството без да го прашаш, без да почитуваш нивната волја. И грчката држава спекулира околу 60 години, печатајќи книги,
врши спекулација во Европскиот парламент, представувајќи го овој народ како соработници со фашизамот во Втората светска војна. Дојде во Албанија, диктаторскиот систем не му створи никаков услов, значи тоталитарниот систем не му створи никаков услов на овој народ за тешкотите во Грција. Во еден долг период од 47 години на комунистичкиот режим имаме промена на системот од тоталитаризам на демократски систем. Се створија имаше големи демократски сили, политички демократски сили. Исто така се формира во почетокот една демократска, патриотска организација ЧАМРија. Ова организација има своите заслуги, а презентира културата на ово подрачје, го симна оној лош менталитет што беше створен према ово население, пошто самото албанско општество, чамоите, албанските чамои и створе народ од трета класа. Со промените што дојдоа, од подрачјето на чамаријата имаме пратеници, префект, заменик министер, директори во разни дирекции во институциите на системот на Албанија. Со формирањето на нашата политички субјект, ние за 4 години го направиме народно проблемо како на дневен ред проблемо на чамоите. Одено дури во Европскиот парламент имаме контакти со разни пратеници од Европскиот парламент. Сме сретнати и со господјата Дорис Пак, кој што таа е представник за земјите од југоисточна Европа што се излезени од комунистичкиот систем. Имаме спратено, имаме предадено значи документ, една папка, проблеми што ги има именно чамоите од Грчката. Со ова работа што имаме направено ние сега во јавноста, очекуваме дека Европа да го земе овој проблем, да го анализира и да открие вистина. Како организацијата, патриотската организација ЧАМРија и нашата партија за право и интеграција, и исто така и институтот за ЧАМРИјата, работаме да го еманципираме грчката држава со демократски средства, без сантажи, непредвидени притисоци. Се бориме со сите наши сили. Ние ќе одиме на Данскиот сенат во Вашингтон да однесеме документацијата, на сите да му го направиме јасно за ово што му се наслучи и за сите други неправилности што му се стори на овој народ. Ова е втор пат како што јас водам еден убав разговор со представници на македонците од Грција. Пред кратко време сме видени со представници од една организација од Македонија. Разбрав од нив дека за македонците од Егејска Македонија што се истерани и убиени со еден епитет, ако чамоите ги нарекоја соработници со фашизам, овие македонците били убиени како комунисти. Ова е еден голем спор по тоа што го кажува грчката држава. Оти грчката држава не го сака нито фашизам, нито комунизам. Ово е многу јасно. Не се работи нити за соработници со фашизам, нито за комунистички идеи. Шпекулира и лаже, што го направено овој геноцид врз овој народ. Kada nakuma falha, και να κάνουμε Ευχαριστούμε για την υποδοχή. να κάνουμε πράγματα καλές. Έτσι. Για